Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Европа, по пауза од 15 години од првиот самит во овој формат, одржан во Солун, денес во организација и со сериозен ангажман на бугарското председателство со Советот на Европската Унија, регионот Западен Балкан и Република Македонија повторно имаат место на европската сцена. Денешното заедништво на сите лидери од Европската Унија и сите лидери од Западен Балкан укажува дека уште посилно се поврзуваме и дека вратите на Европската Унија се отворени за нас. Го поздравуваме апелот на Европската Унија до нашиот регион да покажеме дека членството во Унијата е генерацијски избор и стратегиска ориентација. Истовремено, очекуваме ист однос и од земјите членки на Европската Унија кон нас. На домашен план, заробената држава и 25 годишниот спор околу името беа најтешките тегоби кои во целиот овој период ја влечеа Македонија надолу. Денес се соочуваме со нив и успеваме. Денес Македонија и граѓаните одат напред. Заедно зацртавме дека 2018 ќе биде година на силни реформи и дека Македонија ја носиме во Европската Унија, а со тоа Европа ја носиме во Македонија. Со ваква енергија, минатата година се посветивме на отворените прашања со соседите. Потпишувањето на договорот со Бугарија и продлабочувањето на релациите со Грција ја сменија перцепцијата за Република Македонија и како сосед. Почитувани граѓани, на денешниот состанок со премиерот на Република Грција, пријателот на Македонија Алексис Ципрас, заеднички го констатиравме досегашниот напредок кој што е постигнат во процесот на изнаоѓање решение за спорот околу името на нашата држава. Заедно со премиерот Ципрас разгледавме можни опции за креативни решенија, кои македонската страна ги презентираше во последната фаза од преговорите. Следуваат консултации во двете земји со релевантните политички фактори. Почитувани, од денес пријателството меѓу Република Македонија и Република Грција е уште посилно. Решаваме спор за да го засилиме, зајакнеме достоинството и идентитетот на граѓаните во двете земји. На овие теми разговарав и со председателот на Франција, господинот Макрон, и со канцеларката на Германија, Ангела Меркел. Тие го препознаа лидерството кој го демонстрира Македонија и даваат поддршка за да се зајакнат врските меѓу нас и Европската Унија. Сите овие наши пријатели, вклучувајќи ги и премиерите на Холандија, Марк Руте, премиерите на Шведска и Естонија, Стефан Лофвен и Јури Ратас, со кои исто така имав билатерални средби, ни ја даваат безрезервно својата поддршка, ни ја даваат признание за постигнатото и не охрабруваат да обстоиме на нашата европска агенда. Нивните пораки се потврда за нашите перспективи. Тоа значи дека членството на Македонија во Европската Унија гарантира силни институции и правна држава. Членството во Европското семејство за Македонија значи и забрзан економски развој, зголемена мобилност, поврзување и еднакви шанси за младите од Македонија со нивните европски врсници. Денешниот самит ни покаже дека проширувањето на Европската Унија, односно обезбедувањето на нашето столче во Брисел, е реалност, која ни е на дофат ако продолжиме со исполнување на европските стандарди и доколку ги јакнеме врските на Македонија и Западен Балкан со Унијата. Ви благодарам. Сејад Резвановиќ, телевизија 24 Скопје. Премиери, кажавте дека сега македонската страна дека во последните преговори доставила неколку барања кои сега грчкиот премиер треба да ги достави до својата страна, треба да се разгледаат. Значи ли тоа дека сме дојдени во позиција каде Грција не отстапува веќе воопшто, дека она ги има доставено своите последни барања, тие се јасни, тоа е промена на македонскиот устав, дека не отстапува таа позиција и дека последните македонски, како што кажавте, креативни решенија одат во таа насока да се обиде Македонија да го смени тоа на некој начин. Благодарам. Еве вака. Значи, важно беше да ги потврдиме сите успеси кои што министрите ги постигнаа, а верувајте се големи и значајни. Кога ќе поминеме до крај целиот процес, ќе видиме сите колку се значајни. Ние разговаравме суштествено и разгледавме неколку опции. Една од опциите е решение прифатливо за двете страни.
Продолжуваме во консултации дома, за да видиме дали институциите на системот, дали е возможно практично спроведување на тоа решение. Ако е возможно, веројатно ќе имаме решение. Ви благодарам, премиер. Ќе земе едно прашање од таа страна. Борис Повеле. Ако добро ве разбирам, сакате да ни кажете дека решение е постигнато, само треба да се консултирате дома, дали тоа може да помине? Еве вака ќе бидам прецизен, но и внимателен. После сето тоа што беше постигнато, го констатиравме и го потврдивме дека стоиме позади тоа и како премиери и добро е што е завршено. Тоа што беше останато, го отворивме опционо преку неколку опции и утврдивме една опција која што може да биде прифатлива за двете страни. Само јас сум Зоран, мојот контрапартнер е Алексис и ние сме само луѓе. Мораме да внимаваме како тоа институционално ќе биде спроведено. Мораме да разговараме со председателите на двете држави, со другите лидери, со шефовите на опозициите, така да остануваме до тука во делот на она што се идни детали околу оваа работа. Ви благодарам, премиере. Бърната. Тоня Димитрова, Българска национална телевизия. Възможно ли е да бъде отложено решението за спора на името на есен? Добро, секако, не дај Боже, ако нема решение, ќе биде одложено. Јас реков, ние изградивме пријателство кое што е неповратно. И тоа пријателство ќе расте. Би било убаво тоа решение кое што би сакале двете страни да биде прифатливо, да биде уште сега, заради тоа што знаете дека крајот на јуни имаме Европски совет. Би било дополнително охрабрување за Европскиот совет. Знаете дека во јули има НАТО самит, иако имаме автоматска покана, убаво е тоа таму да се констатира. Таа е нашата желба, но секако ако е возможно. Ако не е возможно, ние продолжуваме понатаму. Продолжуваме во барањето на решение, се додека не се договориме и вредно е да продолжиме заради тоа што многу е решено. Еве и на крајот имаме и опција која што би можела да биде прифатлива од двете страни, имајќи ги во предвид аспирациите на двете страни секако. Ако тоа биде внатрешно во земјите соодветно потврдено и прифатено, би било и официализирано.